Ви благодарам, председателе. Се јавив за последниот кандидат за збор, не заради кандидатот, туку заради целата оваа постапка, за која што секако ја поздравувам како член како припадник на универзитетскиот кадар. Меѓутоа имам само една мала сугестија, односно забелешка, не во однос на самите кандидати, чии што биографии ги имавме на увид и навистина покажуваат многу плодна активност во секој во својата област, во својата дејност. Значи немаме никакви, јас лично немам никакви забелешки за биографиите или за изборот на предлозите кои што се доставени, но имам една друга забелешка што се однесува пред се до Министерството за образование и наука, до предлагачите на составот на Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност од страна на владата. Значи за тој предлог зборувам сега и особено зборувам во однос на застапеноста на науките, односно на областите, бидејќи ние знаеме дека високото образование и научно-истражувачката дејност содржат многу области од различни аспекти и она што мене ми падна во очи е дека хуманистичките науки како да не се застапени во овој национален совет. Односно имаме еден представник од хуманистичките науки во интеруниверзитетската, значи во предлогот од интеруниверзитетската конференција, меѓутоа предлогот од владата вели дека професор доктор Јусуф Закири од хуманистички науки, но доколку го погледнете неговото навистина богато CV, значи воопшто не станува збор, повторно кажувам, дека кредибилитетот на предложениот член е сосема оправдан, но во однос на определбата дека тој е одбран, односно предложен во хуманистичките науки, тука малку мене не ми е јасно, бидејќи професор доктор Јусуф Закири е дипломиран односно има докторирано на економски науки, што не е дел од хуманистичките науки. И тука сакам да обрнам посебно внимание на представниците од владата по оваа точка, дека ние мораме во Националниот совет да имаме и представници од хуманистичките науки, односно од науките како што се историја, лингвистика, филозофија и сето она што, како што видовме во изминатиот период, особено не направи голем проблем. Значи тука ќе ги поставам представниците на владата за националната концепција која што направи еден хаос во општеството, кој што не го одобри тој нов концепт на представениот нов концепт на госпоѓа Мила Царовска. Токму најголемиот проблем беше во однос на таа така наречена интеграција на хуманистички општествени науки и токму затоа нам во Националниот совет ни требаат представници од овие науки. Значи, ние исто така немаме представници во овој совет, ниту од националните институти, значи оние кои што се носители на сите национални области, особено од областа на лингвистиката, значи на историјата, па и на филозофијата, а знаеме дека тоа е многу потребно за внимателно градење на нашиот иден кадар, особено во високото образование и науката, и за градење на една национална свест, повисока национална свест. Кога велам национална, повторно велам на цела Македонија, значи на државна свест. Тоа е мојата забелешка, повторно ќе речам, ги поздравувам кандидатите, како што гледате и гласаме за нив. Немам ништо против кандидатите, напротив, навистина покажуваат импозантни биографии, но мојата забелешка е кон владата. Ве молам, посветете внимание поголемо на хуманистичките науки, бидејќи само така ние ќе можеме да добиеме стабилно општество кое што ќе биде свесно за сите процеси, па дури и за историските, за не зборам за лингвистиката, да не зборам за филозофијата и за сите оние хуманистички науки кои што на крајот на криштата го одредуваат и нашиот начин на однесување, односно културата на однесување. Ви благодарам.